Полно е нашето студио со гости, како секој ден, така и денеска, и со актуелности кои што се разбира ви ги пренесуваме во вистинско време. Оние кои што не следат секојдневно, веќе знаат дека вчера имавме вклучување веднаш, односно непосредно пред пресконференцијата за Джифони Македонија, односно за почетокот на овогодинешното девето издание, каде што сите основци, средношколци од земјата и од странство од денеска па се до 12 октомври ќе имаат можност да бидат дел од истото. Повеќе за програмата вчера ни спомена Деја Крстевска Тамбурини, која што е програмски директор на фестивалот Джифони Македонија, која што имаме овдека во студиото. Но денеска малку подетално ќе позборуваме, не само со Деја, тука го имаме и Јакопо Губитози, кој што е извршен директор на Джифони Италија, и заедно со нас ни доаѓа и Леона Јарич, која што е млад учесник, долгогодишен учесник, можеме да кажеме, во Джифони Македонија, но си била и во Италија, така што Леона ќе може и во текот на разговорот и твоето искуство и од тука и од таму. Но на почеток јас би се осврнала кон нашиот денешен гостин овде во студиото, кој што ни доаѓа директно од Италија, нели? Се со цел организацијата на Джифони Македонија, накратко само воведно, околу самата поента или суштината на постоење на фестивалот Джифони. Una breve introduzione sull'idea e il perché del Festival Giffoni. Okay. Allora, questa mattina io indosso un badge. Questo badge per noi non è semplicemente un elemento che indossiamo la mattina, ma è appunto un riconoscimento. Quando noi indossiamo questo badge siamo in questo momento parte di una realtà, di un'idea che si chiama Giffoni, che da oltre 50 anni è presente sul territorio nazionale e internazionale appunto come un grandissimo progetto di un forte impatto culturale, ma soprattutto mediatico per tutte le nuove generazioni. Добро утро. Јас, како што гледате, од утрово си ставив бедж. За нас овој бедж не е само едноставно пропусница, туку тој за нас во денот, во нашиот работен ден представува идентитета. Тој идентитет се вика Джифони. Джифони е нешто што постои веќе повеќе од 50 години и сплотува активности кои служат за развој на младите преку филмската индустрија, и тоа е она што ние сакаме да им го оставиме на младите и да го пренесеме и тука. Ogni anno da 50 anni Giffoni abbraccia e contamina tantissime nuove generazioni da parte di tutto il mondo e vengono a Giffoni non solo per incontrarsi e quindi per avere un momento di scontro e anche di confronto di culture diverse, ma appunto per riconoscere i valori che realmente Giffoni ogni anno impatta, e lo facciamo anche qui in Macedonia del Nord dal 2013 con una fortissima delegazione di pubblico macedone. Tra l'altro ringrazio anche tutti i partecipanti per questa edizione e noi siamo felicissimi appunto di ripartire post-Covid le nostre attività all'estero proprio come prima tappa qui in Macedonia del Nord a Skopje. Повеќе од 50 години Джифони ги обединува младите од цел свет. Тоа е настан кој има огромен ефект и влијание врз развојот на младите. Како што кажавме пред малку, младите имаат прилика не само да се дружат, туку и да разменуваат искуства, да запознаваат нови култури, да стекнуваат нови пријателства и да ги споделуваат вредностите што ги промовира Джифони. Тоа се вредности кои им се неопходни и многу важни во животот. И веќе неколку години, од 2013 година, ние сме присутни и тука во Македонија, каде што имаме голема гледаност, голема публика. И многу сме среќни што ова ново издание има голем интерес за ова ново издание, кое е наша прва активност после пандемијата од COVID во странство. Tornare all'estero e soprattutto in presenza qui in questi hub dove noi dal 2013 portiamo avanti è veramente un messaggio concreto di una ripartenza, finalmente diciamo una tanta attesa normalità, e lo dobbiamo fare in pieno rispetto delle regole appunto che troviamo in ogni stato, in ogni nazione, in ogni posto dove Giffoni ha diramato tutti quanti i suoi hub. La cultura fa parte del nostro benessere psicologico e fisico, e quindi dobbiamo in qualche modo far sì che questo elemento possa nuovamente ritornare un elemento importante di confronto e di incontro fra tutte le nuove generazioni.
Qui appunto in Macedonia noi abbiamo trovato un hub fantastico, abbiamo incontrato da anni centinaia, anzi migliaia di giovani macedoni che sono appunto bravissimi e che si contraddistinguono sempre per intelligenza, per cultura, per passione, non solo qui in Macedonia ma anche in tutto il mondo e soprattutto quando vengono in presenza a Giffoni. E quindi il mio appunto augurio è un buon inizio di questo festival, quindi il Giffoni Macedonia Youth Film Festival, che inizia oggi 7 ottobre e termina il 12 ottobre, e un grazie anche a voi per avermi ospitato qui in televisione, in redazione, per raccontarvi un po' che cosa faremo in queste prossime lunghe giornate di cinema. За нас враќањето со физичко присуство, односно ние кои дојдовме овде во Македонија после едногодишна пауза, и враќањето со физичко присуство во меѓународните активности представува многу битен момент. Тоа за нас представува повторен старт по принудната пауза, односно по принудните активности што моравме да ги спроведуваме само дома. И тоа за сите нас представува некое постепено враќање во нормалниот живот, во на што сме навикнати. Се разбира, тоа ќе го правиме и го правиме со апсолутно почитување на сите протоколи за безбедност и сите правила секаде каде што одиме. Исто така сакам да кажам дека културата е составен дел на човековата физичка и психичка благосостојба и затоа културата мора да биде повторно дел од животот, од секојдневниот живот на сите луѓе. Таа мора да се врати во животите на младите луѓе и затоа што е основен елемент потребен за живот и за развој на младите. Овде во Македонија имаме одлична публика, како што кажавме пред малку, стотици, па дури и илјадници млади луѓе поминале низ Giffoni Македонија. И секогаш се истакнуваат, особено се истакнуваат македонската публика, особено кога доаѓа кај нас во Италија, се истакнува по интелигенција, елоквенција, по страста што ја негува кон нашите активности. Значи во споредба со другите учесници од другите странски земји, секогаш се на прво место македонците во Италија. И конечно се заблагодарувам што не поканивте денес во студио за да можеме да го представиме овој фестивал. Благодарни сме за интересот на медиумите, особено на телевизија Телма, која еве ни ја дава таа можност денес пред почетокот на фестивалот. Задоволството е обострано, се разбира и благодарноста, бидејќи ние сме тука да нели ги информираме нашите гледачи и да пратиме порака дека нешто како што е филмскиот фестивал Giffoni Македонија, кој што има традиција на постоење, кој што се покажал како успешен фестивал во кој што учествувале, настапувале многу млади луѓе кои сега се реализираат себе си како вистински професионалци во областа на филмот, е навистина нешто што еве и оваа година треба да се посети и на задоволство што имаме и физичко присуство. Рековме и вчера дека кога се вклучивте, делумно ќе биде онлайн, делумно ќе биде физичко присуство. Филмскиот фестивал Giffoni Македонија вечерва започнува во 18 часот со прикажување на италијанскиот филм Стакленото момче така во киното Фросина, а инаку фестивалот ќе се одржи во просториите на Кинотека и Младинскиот културен центар во Скопје така. Точно, програмата започнува денес со отворањето, потоа следуваат 4 работни дена исполнети со активности за младите учесници кои се дел од меѓународното жири. Во вечерните часови имаме филмска програма во Кинотеката на Македонија која е отворена за целата публика. Ние посакуваме да дојдат да ја посетат особено родителите на учесниците, како и други луѓе мислам кои знаат за Giffoni, меѓутоа немаат прилика да учествуваат на останатите активности, и затварањето ќе биде на 12 октомври со доделување, односно прогласување на победничките филмови и доделување и прикажување на резултатите од креативните работилници. Само да напоменам дека овогодишното издание е комплетно со физичко присуство, бидејќи во намален број заради намалениот капацитет на киносалите, меѓутоа децата кои сакаат да учествуваат се пријавија за физичко присуство. 180 учесници, 180, да. Ученици. Има возможивме онлайн приклучување на неколкумина кои не можат од оправдани причини со оглед на околностите да дојдат со физичко присуство, но особено на 50 ученици од прва и втора година во средните училишта во 5 македонски градови кои за прв пат учествуваат на централниот настан Giffoni Македонија. За нив овозможивме онлайн вклучување заради едноставно логистички причини, затоа што обично
фестивалот им е отворен на сите ученици од Скопје, оние што се надвор од Скопје до сега учествувале помалку, така да сакаме да им го приближиме и на нив ова, затоа го овозможуваме ова онлайн приклучување. Леона е тука исто со нас. Леона те најавивме и како долгогодишен учесник на фестивалот Џифуни. Јас би сакала, ева накратко, за оние млади кои што не следат во моментот, за оние кои што можеби имаат желба да бидат во некој од следните изданија дел или пак можеби биле, чисто пренесување на твоето искуство како учесник, на улогата која што имаш во годинешното издание на фестивалот, како и на твојата посета во Италија, на Џифуни Италија. Многу прашања, многу е рано. 3 во 1. Да, многу е рано, не се баја. Па, баш се баја кога Деја ми спомна за што ќе зборуваме од прилика, почнав да бројам колку пати сум била на Џифуни, сконтав дека е плюс минус над 10 со тоа што бев и лани на онлайн Џифуни Италија. И искрено не можам ни да пренесам колку ми значи тоа што се запознав со фестивалот од самиот почеток. Од првата година кога почна Џифуни, тогаш се пријавив и константно доаѓам и навистина само убави зборови за фестивалот, затоа што, како кажам, се негува баш таа традиција дека филм се гледа во киносалите и многу ми е пријатно да гледам колку луѓе уживаат во тоа искуство и колку ствари нема нешто, како кажам, дека се уште не сврзуваат такви некои да кажам, работи кои сега ги гледаме како од минатиот век, како од веќе непостоечки со оглед дека има многу стриминг платформи и такви ствари. И многу ми е забавно. И баш ме радува што еве конечно оваа година ќе можеме повторно да седнеме во столчињата и да гледаме филми, после да има дискусиите се најинтересна работа. И баш е тоа што ми овозможи да одам во Италија. Тоа беше сосема друго искуство затоа што е 300 пати поголемо, 300 пати повеќе луѓе, мислам, седам таму и викам, вау, денес се запознав со луѓе од Кореја, Јапонија, Белгија, Шведска, и само стојам си како каде излегуваат толку многу деца. И не знам, едноставно е многу пријатно и интересно искуство и многу ми е криво што се колку беа 2 години ги пропуштивме заради пандемијата и многу ми е драго еве сега колку толку ќе може да се има некакви интеракции. Да, и натаму низ годините во нас надеваме дека тоа ќе се надокнади. Со оглед на тоа што најактивните џифунци добиваат награда, патуваат во Џифуни, италијанското издание на фестивалот во 2022 година. Веројатно тоа е и дел дополнителна мотивација за оние кои што учествуваат да бидат присутни и да можете вакво искуство кое што го споменува Елеона да го доживеат барем онолку денови колку што трае самиот фестивал таму. Како што кажа Леона, дискусиите кои се отвараат после филмовите, знаеме дека филмовите се од светска од сите земји од светот немаме мејнстрим кино на Џифуни и тие ги поттекнуваат децата после филмот да разговараат, да дискутираат на разни теми и откривме со текот на годините дека изненадувачки добро и отворено резонираат, имаат некои ставови за кои дома како родители не сме свесни дека постојат, бидејќи тие деца со своите родители не сите, некои да, меѓутоа повеќето не разговараат на деликатни теми, на теми од прашања, суштински прашања од животот. Тоа се случува на дискусиите и на тие дискусии го извлекуваме најдоброто од децата. И токму затоа имаме дури проблем кога ќе заврши фестивалот да одлучиме, бидејќи имаме 12 места за Џифуни Италија, да одлучиме кои 12 деца да ги избереме и да ги пратиме во Италија. Тоа е навистина проблем и за да не настане конфликт при изборот, Леона, како искусен џифонец и некои други што веќе не учествуваат, Леона е сега 4-та година гимназија и се уште учествува, е последен Џифуни Македонија како учесник. Останатите кои се излезени и кои веќе биле во Италија, има една група, тајна група на жири, ги слушаат дискусиите и проценуваат кој кажал нешто интересно, нешто поинакво, нешто оригинално и ни го даваат списокот на 12 деца кои
би сакале да ги пратиме во Италија Да, следната ако година. смеам да додадам баш на тоа за дискусиите, дека мене ми се толку интересни, секоја година доаѓам и си кажам, окей, што можам подобро го обзервирам филмот, подобра критика да дадам. И баш таа година кога ме одбра да одам во Италија, заборавив дека постои таа шанса. Ја заборавив дека сега сум кадет и дека можам да одам во Италија, и само одам, изборувам, и бев како, вау, супер ми е, прејако. Затоа што фокусот ти Да, бил да видиш фокусот да ми бил подобри тоа. во тоа во кое што... А не за да добие прекрасно награда. сабајле ме носат на телевизија, вака сум не знам кај се камера, што е. Ми викаат, или она ќе оди во Италија. А? Викам што? И така беше многу интересно, мислам дека е пријатно изненадување. Баш сакам тоа да го искусат многу деца, многу ми е криво што ги пропуштија тие 2 години, ама ајде сега вака цел автобус ке носам. Да, имаме можност, оние кои што се пријави, и тие кои што ќе учествуваат оваа година ќе учествуваат, но јас би го прашала тука јако повеќе кон крајот на денешниот разговор, само една порака чисто за тоа и за воиднина, кратко и јасно, зошто младите да се пријават на Gifoni Македонија фестивалот? Per chiudere un messaggio ai giovani perché devono partecipare a Gifoni Macedonia? Ok, allora sicuramente perché vi cambierà la vita. Sono sicuro che le attività che Gifoni organizza qui sul territorio, insieme a tante associazioni che collaborano per far sì che questo evento ogni anno possa migliorare e possa crescere la sua appunto forza non solo qui a Skopje come città ma in tutta la Macedonia, credo che sia un'esperienza unica e irripetibile nel suo genere. Soprattutto vi dà anche la possibilità di conoscere tante altre generazioni a voi vicine ma paradossalmente anche molto lontane, e quindi questo scambio culturale, come prima dicevo, deve essere e deve ritornare uno dei motivi principali di queste attività. Quindi la contaminazione per Gifoni, anche per Gifoni Macedonia, è un elemento importantissimo, e soprattutto non ci dimentichiamo mai che chi partecipa al Gifoni Macedonia poi può anche partecipare al Gifoni Italia. Пораката за младите, зошто треба да учествуваат на Gifoni Македонија, на Gifoni воопшто, е затоа што тоа искуство ќе ви го смени животот. Активностите кои ги остваруваме, кои ги организираме во соработка со институциите кои не поддржуваат и кои се трудат заедно со нас овој настан да биде секоја година се подобар и подобар, се незаборавно и неповторливо искуство за секој еден учесник на Gifoni. Тоа го знаеме од децата кои поминале еднаш или повеќе пати кај нас, затоа што имаат можност да се запознаваат и да разминуваат искуства со нивни врсници кои се блиски до нив, но и врсници кои доаѓаат од многу далечни земји. И размената на искуства и развојот во таа смисла треба да е и треба да остане единствениот мотив, единствената мотивација за овој настан, така како што го организираме. И Јакоп исто така спомна дека учеството на Gifoni Македонија им дава можност на најактивните да добијат шанса да го посетат и Gifoni Италија. И тоа е тоа што го кажа Јакоп, јас би сакала само да искористам приликата бидејќи завршуваме, да се заблагодарам на сите институции кои не поддржуваат и без кои овој настан не би можел да се организира. Тоа е пред се Министерството за култура на Република Македонија преку Агенцијата за филм, Gifoni Experience од Италија кој е нашиот главен партнер и на кого кој ни дава лиценцата за овој фестивал, и нивната поддршка преку Италијанското Министерство за култура и Дирекцијата за филм и аудиовизуелни индустрии, други институционални и приватни партнери и поддржувачи од Македонија, како и мисијата на ОПСЕ во Скопје, која веќе втора година не поддржува. За на крај само ќе кажеме, предвидена е богата филмска програма, креативни работилници, мастер-класови, презентации, а дел од програмата ќе биде достапна и за учесници, односно, да, тие кои што се ученици од други градови на земјава, кои што не може да бидат присутни физички во Скопје, а кои што ќе се поврзат преку така наречените хабови организирани во соработка со 5 средни училишта низ земјава. Дел од тоа кажавме и вчера во вашето линковско вклучување и мислам дека генерално со информацијата за Gifoni Македонија за ова издание завршивме. Јас ви посакувам успешно издание и се надевам дека ќе се видиме во следна прилика тука, па зашто да не и во Италија. Да. Разбира, би било убаво да не следите и во Италија, да видите како тоа таму изгледа и да им покажеме на македонските гледачи, не само од очите на учесниците, туку и од еден медиум. Да. Би ни било задоволство, супер. Можеби ќе имаме и таква соработка во иднина. Ви благодарам уште еднаш и се гледаме во следна прилика. Благодариме.